Мојот гостин Ненад Марковиќ, професор доктор Ненад Марковиќ од Правниот факултет во Скопје, наш еминентен политички аналитичар, не само во науката, туку и во медиумите. Сега баш си правевме муабет додека гледавме рекламата. Вчера Филхармонија концерт под посебни услови. Како поминавте? Поминавме одлично, имаше джез вечер, да речеме, со мал трибют на Нет Кинг Кол и еден нов состав кој така прилично одушеви со својот настап. Па со обзир на паузата која направивме од вакви настави, мене ми изгледаше феновенално. Иако посетата е сведена на можеби третина од капацитетот на салата со потребната дистанца и така натаму, мислам дека може се да се прави со овакви резерви и со овие протоколи, мислам дека може да се живее релативно нормално, затоа што физичката дистанца не нужно треба да идентификуваме и со социјална дистанца, па сега колку е можно во овие услови да го постигнеме максимумот дури во културно-забавниот живот. Да, ни фали на сите, ни недостасува. Ама сега тоа е што е, бидејќи цифрите се навистина загрижувачки и не знам кога ќе дојдеме до некој плато па да почне да симнуваме. Од тоа што разговарам со медицински стручњаци и така натаму, сите велат дека можеби нема уште долго да трае, ама треба да се издржи. Така. Но не е тука Ненад за медицински анализи, затоа имаме други експерти кои ги каниме во нашето студио. Ненад Марковиќ, сакав малку да пресечеме една политичка обштествена ситуација во Македонија, па предлагам да почнеме прво со македонско-бугарските односи. Дали си изненаден од она што се случува на тој план, бидејќи се разви некако барем за јавноста како да букна во последните, да речеме, недела-две, и што се можните консеквенции врз внатрешната политичка сцена во Македонија од развивањето на овој проблем? Па, второто прашање во суштина многу позагрижувачки од првото. Дали сум изненаден? Па и да и не, искрено. Изненаден сум од стратегијата да се чека зад Грција, зад грбот на Грција долги години и да не се изнесува јасно. Захариева вчера изјави дека била јасна позицијата и не знае зошто изненадена. Еве јас на тоа можам да одговорам дека нивната позиција никогаш не беше толку јасна, а конфузна и во моментов на бугарската страна. Доаѓаат секој ден со некакви нови барања, па се повлекуваат, прифаќаат, па не прифаќаат нон-пейпери, што значи дека у суштина се работи за едно крајно инструментализирано политичко прашање. Иако не е тоа комплетниот дел од одговорот. Има три нивоа ова прашање според мене. Едното ниво е, не знам, ниво на некаков глобален комплекс, би го нарекол, не знам, комплекс на Косово во Бугарија. Тоа е тој однос, ако можеме некаква паралела кон Македонија да направиме. Иако тука имаме распон од некаква беневолентно романтизирање на македонскиот дел од бугарската историја, како што се изразува бугарската страна, до отворени повици за возобновување на Сан-Стефанска Бугарија и така натаму. Имате цел еден распон на тие, ја би рекол, десни политички енергии, ако изненадувачки бугарската социјалистичка партија, ако дојде на власт, може да се покажи поголем проблем во однос на решавање на македонско-бугарските односи. Па затоа што таа подесна тие. Да. Понекогаш говорам дека, бидејќи ние доаѓаме од бивша Југославија, тој тип на комунистички национализам ние го проживеавме низ војните во 90-тите години. Тоа е можеби поопасен од овој, да кажам, изворен национализам. Знаеш како, во принцип луѓето тоа, помладите генерации особено не го паметат. И еден од моите блиски пријатели бугарски, еден од поеминентните бугарски аналитичари, близок до Огњан Минчев и тој круг на интелектуалци, Стефан Ралчев објави еден многу провокативен Facebook статус во кој интелектуалците кои заговараат отворено вето ги нарече Тодор Живковистички романтичари и националисти, обвинувајќи ги точно за она што нас не обвинува бугарската страна. Обвинувајќи ги дека во суштина нивната омраза и нивниот однос кон македонското прашање произлегува токму од таа матрица која постои Тодор Живков на омраза и презир кон Македонија, иако има адекватен презир од наша страна, кој е адекватно формулиран во други навредливи тези од кои на долг рок исто така ништо добро не носат. Не велам дека ние нели сме 100% исправни во таа смисла, меѓутоа во овој случај на вистина не гледам дека нашата страна носи ниту како општество, ниту како политички, или носиме некоја голема вина, затоа што мене ми се барањата на Бугарија крајно конфузни. Што точно треба да се признае и како од 50 години, тоа е второто ниво за кое сакав да зборувам, едно е тоа романтично ниво на перцепција на Македонија како романтизиран дел од бугарската историја. Второ е ова што ти го зачна, таа омраза која 50 години. Како ние со една историска комисија и до 17 ноември ќе решиме 50 годишна омраза на начин на кој сте направили историски комисии. Не до 17 ноември, Каракачанов вели до петок. Да, или еве до петок, уште до полошо, да. Треба да Меѓутоа луѓето како Каракачанов треба да имаат кариери.
А луѓето како Каракачанов прават кариери на вакви прашања. Добро, Ненад, меѓутоа сепак тоа не е карактеристично само за Бугарија, тоа видовме и во Македонија, веројатно и во цел свет. Минорни политичари, бидејќи минорен во политичка смисла, Каракачанов навистина се бори за да оствари процент за воопшто влез во парламентот на следните избори, успеваат да диктираат политики на цели држави. Бугарија е сепак сериозна стара држава која што како се доведуваат во ситуации. И пак ќе направам паралели со минатото бившо југословенско и распадот низ кој што поминавме и така натаму. Ние гледавме, јас тоа сум го пишал, вакви политичари како Каракачанов, па ние со лопати риневме пред 2-30 години, некакви дојдени ни од каде, со еден момент кој што го искористуваат до максимум, прават максимална штета и потоа ќе го снема и ќе се заборави и ќе остане во некакви анали. Како е можно тој тип на интервенција во една политичка сцена? Таа веројатно не е стабилна за да трпи тој тип на деструкција. И не само тоа, меѓутоа Каракачанов не го прави тоа без изим од некого. Многу јасно мислам дека детектирала оваа влада дека тој човек, онака како што и ти се изрази, за една употреба, кој потоа може да го снема само да испровоцира да ја вжешти атмосферата, или таа она, мислам дека и во оваа емисија сме го споменувале како концепт, политичко трбухозборство, она што е радикално и не смеам јас да го кажам како премиер или како министерка за надворешни работи, го имаме Каракачанов, он секако ќе сака тоа да го направи затоа што тоа се состои целокупната политичка кариера. Се согласувам, не е Каракачанов единствениот. Замислете да не беа националните прашања на Балканот, колку политички кариери ќе беа упропастени. Веројатно еден куп политички кариери немаше воопшто да постојат. Она што изненадува е жестината, од една страна конфузноста на бугарската страна, што точно бара. Јас и досега видов некоја интегрирана листа на побарувања, која не знам каде води, во однос на јазикот, во однос на историјата, во однос на одредени отстапки кои ние би требало да ги направиме. Па не се прифаќа дека јазикот кодификуван 45-та, сепак некако ако може да признаеме дека потекнува од бугарскиот јазик и така натаму. Но со овој пристап на таква агресивна идентитетска политика кон Македонија, мислам дека го навлекува бесот на Германија и на целата Европска унија. Вчера имаше еден од поеминентните германски вестници ги нападна, исмевајќи бугарската страна, што скажува каква клима се создава, но она што ние не мораме да сватиме дека тоа нас не ни врши многу работа. Да, за жал. Така Тоа може да ни даде некаква привремена психолошка сатисфакција, дека ете луѓето навиваат за нас или Европа е на наша страна, иако мислам дека маргинално се бави со ова прашање. Имаме една лоша навика маце да преценуваме нашата важност. Ние не сме центарот на случувањето, но факт е дека во оваа ситуација Бугарија е изиритирана од фактот што земјите, па дури Франција со одредени политички пореки застана на страната на Македонија, не на страната на Бугарија. Нив не им се допаѓа тоа отсуство на солидарност и мислам дека ќе се изложат комплетно на критика и комплетно на еден неконструктивен пристап. Моите пријатели во Софија и во Бугарија, јас имам на целиот Балкан, но како и многумина од нас имам добри пријатели таму кои што се во врвот на политичката, новинарската мисла и така натаму, велат дека ова доаѓа од кругови кои што се изворено блиски со некакви проруски ставови и кои што имаат тренд на зголемување на своето влијание во бугарското општество. Тоа се плашат тие дека ќе се види на наредните избори. Затоа ја обвинуваат и БСП многу често. Така. Тој страв постои и интересно е што сега и на двете страни на политичката власт и опозиција во Бугарија постои истото обвинување. Одредени аналитички кругови се исто така загрижени за можното враќање на БСП на власт, кој можеби нас ке ни израдува на краток рок. Ете тој што ни правеше проблеми падна од власт, меѓутоа на долг рок во суштина еден гамбит политички, каде што не знаеме колку е кај нив едно вакво корозивно влијание антиевропско инсталирано, по некои проценки прилично многу има цела една фракција која го следи, но сега и оваа влада станува предмет на такви обвинувања. Тоа ми е вовед за наредното прашање, за наредната тема која замолувам малку да ја продискутираме. Вела дека најважниот член на Европската унија се разбира Соединетите американски држави. Често. И дека практично па и овој на спор доаѓа и можеби делно како резултат на едно политичко отсуство на американците од регионот, кои сепак имаат веројатно најразвиени сензитивности, а и богами поставени мрежи да
предвидат кон што водат одредени процеси уште пред другите и да сватат дека се случуваат. Ова отсуство на американците од Балканот, од Европа, од меѓународната политика, има ли шанса да се промени со победата на Бајден во Соединетите американски држави под предпоставка дека ќе стане председател, бидејќи гледаме дека дури мислам дека тоа е завршена работа, мислам дека ова ќе биде само една малце пролонгирана агонија со судски спорови, потенцијални судски спорови. Гледаме судовите на неколку држави веќе ги отфрлија можните предмети по однос на, не знам, некакви гласачки измами и така натаму. Јас во друга прилика, наскоро ќе разговараме, предпоставам за тоа, ја не го делам тоа мислење. Мислам тоа што го прави Трамп е многу сериозно и дека тој нема шанси со овој тип на наше сакање говорам за демократскиот свет, да ги призна изборите да си замине. Нема шанси тоа да се случи, но да речеме дека денеска не отвараме таа тема. Таа тема ќе потрае. Во секој случај ќе имаме простор за анализа. Америка и светот, Америка, Балканот, Европа. Јас се надевам навистина на добар исход таму. Останува да се надевам. Меѓутоа, оно што се однесува на Балканот е оно што е релевантно за Балканот е секако прашањето дали Бајден ќе влезе во таа традиционално демократска поинтервенционистичка надворешна политика. Мислам дека во годините на Трамп му се честита тоа што успеа во неколку судири да биде конструктивен, не предизвика војна, тоа е стандардниот аргумент за одбраната на неговата надворешна политика и добро, тоа е во ред. Меѓутоа, во ситуации како што е нашата, можеби ни треба малце поддршка од Соединетите американски држави во прашање како овие кои се поставуваат со Бугарија. Заради тоа што во еден ваков апсурден спор и во една ваква апсурдна ситуација во која сме доведени, може да се случи демократска рецесија страшна во нашето општество. Него разговаравме вториот дел од првото прашање, што ќе се случи на внатрешно политички план. Ја мислам дека ако ова потрае, ако ова навистина, ако сакате да бидам, ако навистина сум сосема искрен, јас би ги оставил бугарите да блокираат. Би се повлекол во оваа фаза на спорот. И би рекол, окей, блокирајте, изложете го целиот свој срам пред Европската унија, за понатаму да може да се смират страстите, некаков антиклимакс да се случи, па да можеме да бараме. Се случи истото со Франција, па на крајот Франција попушти. Ако можеше Франција да попушти, може и Бугарија веројатно. Тоа гледам не го прави Заев. Заев апелира да се смират страстите, но за сцената се обидува до некаков петок, сабота и на 17, не знам што да истурка нешто. Јас се сомневам дека ќе успее. Затоа што секој ден има нови барања. Мислам дека ова беше убиство со предумисла. Јас мислам дека Бугарија одеше уште од старт на тоа да стави вето по секоја цена и мислам дека ќе го направи тоа. Освен ако не свати дека под еден ќе комплетно загрозува својата меѓународна позиција, зашто многу аналитичари во Бугарија веќе предупредуваат, таа беше и претходно загрозена. Бугарија земја ако Германија сврти нов лист и сврти грб на Бугарија или во најмала рака стави во некаква немилост, тоа ќе биде страшен удар за пријателството меѓу Борисов и Меркел, кој важи за едно од подцврстите во моментот во Европската унија. И втора работа, она што ќе го постигнат е да направат од Македонија вечен непријател, независно што ќе подпишеме и каков договор ќе постигнеме. Просто е неверојатно, ние дојдовме до ситуација да ги конструктивно да ги загреваме односите со Бугарија после многу децени. Сега се вративме на 45-та, би рекол. Ќе не вратат. Разбирам како е можно такво слепило во водење на дворешна политика. Они ќе го постигнат комплетниот контраефект. Во моментов сите анкети покажуваат дека популарноста на Бугарија е падната драматично. Таа никогаш не беше фантастично, да речам, висока. Тој пријателски некој однос на македонците, етничките македонци, заедничките амбаци, не сакам ни да коментирам, кон бугарите, сега ќе биде уште полош. И тие ќе постигнат комплетен контраефект во смисол на внатрешниот. Потоа што и да се подпише, каков договор да се постигне, тоа нема никој да го интернализира и никој во тоа нема да верува. Независно каква отстапка ќе направи. Не само тоа, туку на крајот од краиштата Македонија во Европска унија ќе продолжи да постои, само што ќе биде на северно јужните, да кажем, траектории на движење политика. Повторно ќе се врати по коридорот 10. Каков е интересот на Бугарија само себе да се изолира и да остане и да се саботира да остане граница со Турција, во ред, тоа е важна граница европска и сето тоа, и да се откаже од сатисфакцијата на бугарската јавност и на бугарските политичари од тоа што ни удриле вето, што не блокирале, ќе трае 3 дена. И потоа ќе се врати сена стара. Знаете како имаше оној скеч во врска со македонско-грчкиот спор на еден познат наш комичар кој отиде да работи во Лондон, вика се наоѓаме на граница, викаме ние сме Македонија, тие викаат тие се Македонија, потоа си одиме незапослени.
Ете тоа ќе се случи со Бугарија. 3 дена ќе им трае сатисфакцијата од она што ќе ни го направат, за подоцна да сватат дека суштина создале еден огромен непријател и никогаш нивниот сон за некаква ребугаризација на Македонија или во најмала рака оправање на односите меѓу Бугарија и Македонија ќе биде невозможен. Независно колку ни инструментално и тактички ќе се поставиме, па не знам што ќе им подпишеме таму во однос на јазикот, историјата и така натаму. Идејата со Грција беше да се најдеме на пола пат и се најдовме на пола пат. Да тие се откажат од нешто, да ние од нешто се откажеме. Позицијата на Бугарија е максималистичка. Или прифатете нашата верзија на историјата, или бидејќи нели. Да, па тоа се осликува и во овој non-paper кој што се објавува. Суштина или тоа е не можеме обид да се за пола договориме. пат. Да. Тоа е типичната балканска патологија. Сите ви имате погрешна верзија на историјата, осим јас. Ненад Марковиќ, драгоцена анализа, благодарам како и секогаш. Ќе се гледаме со една релативна честост и ќе имаме можност да ги продолжиме овие наши разговори. Професор доктор Ненад Марковиќ од Правниот факултет во Скопје.